Ново небо, многу звезди се редат, кај Миро Кацаров во прайм тајм седат. Спреми виски или Дон Периньон, жолта штампа, сега на микрофон. Енергија врие и добар вајб се грева, секакви приказни кај Миро има врева. Миро, повторно со ново ноќно шоу. Camera, action. Йоу, йоу, Миро со ново шоу. Вечер по 8. Слушај, слушај. Ново небо, многу звезди се редат, кај Миро Кацаров во прайм тајм седат. Спреми виски или Дон Периньон, жолта штампа, сега на микрофон. Енергија врие, добар вајб се грева, секакви приказни кај Миро има врева. Миро, повторно со ново ноќно шоу. Camera, action. Вечер по 8, не знаеш кој сум. Кај Миро, без цензура, спреми се за бура. Вечер по 8, не знаеш кој сум. Од Скопје до Исаро, вечер по 8 со Миро Кацаров. Вечер по 8 со Миро Кацаров. Политика, драма, култура и песни, муабети со Миро за сите вести. Ке те прашам, без филтер, без срам, биди спремен на драма, кај него си сам. Од Штипското мало до големиот град, кај Миро по 8, ајде спреми се брат. Понашање прави, тоа е Миро Де Ниро, без влакна на јазик, горе мети Миро. Вечер по 8, не знаеш кој сум. Кај Миро, без цензура, спреми се за бура. Вечер по 8, не знаеш кој сум. Од Скопје до Исаро, вечер по 8 со Миро Кацаров. Вечер по 8 со Миро Кацаров. Македонија, добро вечер. Добро вечер, добри луѓе. Вие гледате новото издание на вашето омилено ТВ шоу Вечер по 8 со Миро Кацаров на Алфа телевизија. Останете, бидејќи вие сте на вистинското место. 25 декември. Овие денови фактички се неубави, бидејќи следуваат најубавите празници. Празници кои дефинитивно инспирираат љубов. Празници кои дефинитивно се оние кои што не спојуваат со нашите најблиски, со нашите најмили, кога најчесто ние шириме љубов дома и најчесто ги славиме заедно. Затоа Нова година, Божик, па и Бадник се оние празници кои што ако не се најубавите празници во една календарска година. Но оваа година нема да ја завршиме како што ја почнавме, туку ќе завршиме и подобро тоа што ја почнавме, затоа што имаме одлична емисија со гости кои дефинитивно се едни од најпопуларните од Македонија. На моје огромно задоволство, за прв пат во Вечер по 8 со Миро Кацаров го имаме и првиот човек на град Скопје, ново избраниот градоначалник Орце Ѓоргиевски. Градоначалник, да. Кажи ми најпрвен, како да ви се обраќам, дали со ти или со вие? Морам, затоа што гостите кај мене се мои пријатели и во еден тим, една фамилија која што со години е со мене на различни телевизии и затоа сакам најпрвен да прашам дали може со ти или со вие? Слободно со ти. Баш ми е мило. Честитам прво кога дозволиш за студиото. Ти благодарам. Прво изгледа. Посем петокракава моција. Ја би бил покреативен, ама. Зелена беше. Ти се знаеш. Не знам зашо плава ти ја стави. Па мислам низ лав пуло се гледа. Ова се блага, да. Имаме едни лавови, како што кажа, Орце, едни дечки кои дефинитивно знаат што прават на македонската музичка сцена. Македонска надеж, македонски потенцијал, најпопуларни кога станува збор за артисти од нивниот жар. Ќе го повикаме миленикот на женската популација, на популацијата која што дефинитивно го обожава, го сака и лудуваат по него, а тоа е младиот Паја! Несомнено собравме убави луѓе на едно место затоа што тие знаат да го задржат вашето внимание, знаат да направат убав муабет и несомнено ги имаме Либеро бенд најдобрите кои што ќе ги придржуваат. Сето најдобро на едно место.
трап дуото, или момците кои што утре ќе наполнат арената до последно место. Сензација беа и сензација останува. Атрактивни, популарни, убави. 2 bona во студиото на Вечер по 8 со Миро Кацаров. Браво, 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 браво. Браво, пички. Орце, морам да те прашам нешто, бидејќи некако нова година иде, еуфорија. После неколку години повторно градот Скопје организира одлична журка со македонски изведувачи. Малте не Каролина, долго време ја неаме слушано на некој така паблик. Настан, Тамара Тодеска, Огнен Здравковски, повторно алудираме на македонска музика, така? Да. И кажи ми нешто подетално што ќе се случува. Види, генерално недостасуваше тоа у Скопје. Ние минатата година ето имавме у Кисела вода прослава новогодишна, но и парцијално си правеа сите општини. Земајќи го предвид дека со колегите имавме изминатиот месец дена неколку координативни состаноци, останатите градоначалници скопски, се договоривме да го обединиме народот на едно место, најдобро место и најдобро време тоа да се случи за нова година. Така што, ете, ако може да приметите, другите општини имаат настани кои што се пред дочекот на новогодишната ноќ, а ние се организираме па за новата година и сметам дека имаме доволно добри артисти во Република Македонија кои што можат Колку да луѓе се задоволство, очекува? па мислам дека 9 се вкупно Не, посетеност. настапувачи, а не знам, посетеност, се надам дека ќе го исполниме плоштадот, земајќи во предвид дека добри забави сме правили во Кисела вода кога е минатата година, мислам Со дека Роџе Санчес, повеќе од да, 20 на да, илјади да, имаше посетеност, очекувам да има слична таква бројка и на плоштадот и ја користам оваа прилика да ги поканам сите скопјани, сите наши сограѓани да се обединиме заедно со своите семејства за нова година на убав дочек да присуствуваме сите. Ти благодарам многу, се надевам јас. Кажи ми кој момент од кариерата, годинава би го ставил на репит? На репит? Да. Па не знам, може 2 бона која преработија песна од Владо Јаневски. Многу добро вече, Убаво а? звучи, да. Многу добро, така? Да. Добро. Пајаче, да си ми жив и здрав, прв пат ми гостуваш и претходните години некој не можевме да се начекаме за кај мене во студио во емисиите, топло добре. Кажи ми кој настап ти бил највесел, најлуд во позитивна смисла? Највесел, најлуд бидејќи настапуваш ново, те обожаваат децата, публика да те сака и старо и младо. Памтиш некој настап што онака ти останал и ки си го памтиш оваа година, крајот на годината? Па, искрено, мислам дека Валандово, мислам дека беше... Убаво си помена многу? Прекрасно, прекрасно. Значи си го памтиш, тоа ми е битно дека освен толку настапи што имате, знаете да си ги памтите настапите. Убави битни настани секој. Да, тоа. Секоја се памтат тие. Утре се случува нешто кое дефинитивно е врв на вашата кариера, така? Точно. 2 бона, некако како вчера да беше кога мислам дека у Центар бар снимав јас за бекстејдж тоа што е пред многу години. 2018. Идевме низ плоштад 2018 и прашувавме дали не знаат. Би текло. Да, имавме 2018 некоја така беше. рубрика. Дојде време кога солистички концерт. Ајде, после Србите, можете и македонски артисти, тоа многу пати сум го кажал. Гледам дека 90% е распореден, 95% тоа све би распоредено, VIP, MIP, доле све како што ви. Готово. Уште неколку карти има, нешто сигурно. Слекни сте бе, задоволни сте бе, луѓе. Како не сонот за ова работевме, ова не сон. Помисливте некој пат дека нешто такво ќе направите? Да, искрено да. Искрено да. Знаев. Некако ние веруваме дека ако има љубов во уметноста и напорна работа, не може да не се роди убав плод. Не знам како да ти кажам, не може нешто убаво да не се случи. И увек сме верувале у тоа. Кога И тогаш ете ќе се случи? Види, концерт е сериозна работа. Многу. Се работи со публика, има интеракција со публика. Знаете каде најмногу ќе имате она, како да кажам, Че мора да најмногу напоменеме одзив кај дека публика. прв пат пееме со бенд лайв. Нема да бидеме Значи само со имате диџеј. проби, све, луѓе. Имаме проби секој ден скоро, Фул да. агенда. Значи звучиме перфектно. Сите што Види не си убаво купиле изгледате, карта, вака да изгледаат сите си македонски купат и артисти, да си браво, дојдат. да. Да си купат, да си дојдат, да. Драги мои, не заборавајте 2 бона солистички концерт утре, само кажи место, локација и време. 26 декември, Јане Сандански, почеток, мислам дека е 20 часот, отвораат врати, ќе видиме, ќе објавиме валјда на социјални мрежи денес утре. И имаме многу гости, многу изненадување денот. Тие Пајак, Таско,
Тајзи, Сладкар, Криско и ТКЦФ. О, браво, имате и од Србија, и од Бугарија, имате интернационални гости. И нашите Добро, млади браво, артисти. одлично. И нашите млади артисти. И вашите млади, да, добро е. Пајаче, Таско, апсолутно. Кажи ми, Орце, кој колега најмногу сакаш да го имаш покрај себе, зад стената или до сцената, например, кој најмногу му веруваш? Кој е тој што онака кога ќе го видиш и кажеш супер сум јас, дали било на митинг, дали било на јавен настав и така натаму татаму. Некој од тимот например. Кире е шефот на кабинет. Кире, Да, имаш најмногу поверење во Кире, најголема доверба Кире си го имам зема и- ти од кисела вода. Да. Кире е еден од 12 луѓе што дојдоа со мене во град Скопје. Колку време го познаваш Кире? Цел свој живот, од основно образование. Тоа да. сакам. Ние сме пред се пријатели, па Тоа после сакам се да прашам, дали се све другари од деца, така знам да кажам Апсолутно и матични човекот моја најголема доверба е. И останатите се да не ме разберат погрешно, јас имам одличен тим и тоа секогаш го говорам, затоа што сам не може да се реализира ништо практично. Орце, која е најспонтана одлука во кариерата ти се исплати? Онака спонтано си ја донел без многу да размислуваш, без да се координираш со тимот кој што кажа. Нешто што знаеш дека спонтано гледаш дека после има резултат или направил резултат. Не знам, можеби е поврзано со мерките што ги спроведовме во општина Кисела Вода изминатите 4 години. Не секогаш на почетокот наидува на разбирање кај сите, особено и во јавноста, но на долг рок се покажа дека се добри. И сега како град Скопје исто така започнувам одредени процеси кои што околу уредувањето на состојбите со дивоградбите од минатото. Тоа е тоа И што сето на онака ти е расчистување, што можеби кај некого ете со недоверба се гледа на целиот тој процес и со неверување дека можеме да го промениме системот, но ја верувам дека системот можеме заеднички да го промениме и верувам дека до крајот на мојот мандат ќе даде конкретни резултати сето тоа. Добро, следува или доаѓаат новогодишни празници, па некако масава или трапеза, народно кажано, кој нешто прескаме, си играте мајтап за ова, на новогодишен базар ми личи, така, што се смееш, ти кажи, ова ми се спонзори, морам да ги спожитувам. Така да, И Бубов? Снеме нешто? И Бубов. Бубов ми од тему. Од тему си окупи, бидејќи ми е заштитно лице и вака ми паѓа цело време, па што треба да го залепам. Ресторант Цезарица има нешто интересно, да, господине од ресторант Цезарица имаш нешто за нас. Орце ми го урочи Бувот, бе, човек. Да. Да, ресторант Цезарица, да, точно влегува во студиото. Нешто да си къснеме. Сите патишта водат во Илиден или кон Илиден, тоа во ресторант Цезарица, нема што нема, повкусно, повкусно, ние сега ќе го пробаме тоа. Најдобриот ресторан организира и секојдневни забави, музика во живо. И, драги мои, не заборавајте, Але Хасановиќ е на 31 за дочекот на новата година. Резервација 070-755-001 е бројчето. На крајот со гостите, ние после ова, афтер парито го правиме во ресторант Цезарица. Сега, сакам, дали имаш некоја желба, Орце? Дали имате некоја желба, некоја песна да испееме? Орце, знаеш да пееш? Не, мислам знам. Не, Лошо пеам, не вака да. А си имаш некоја конкретно песна што си ја пееш онака по дом? Па има два бона ги слушам цело време. И два Знаете, бона? Да сум го зборал, да. И Сладкар. Леле, Растем како во шајка. Скопје. Па ја го слушам исто. У Шајка кола го влеземе сте. кај мене. Да, таква музика слушам генерално. И Ама знам, Сашо нашиот Малиов заеднички... мислам дека ќе биде понадарен за таа работа. Музикален? Син ми да. Стварно? Да, па и ги знае песниве генерално сите. Така што Сашо нашиот заеднички пријател. Аха. Саше, знаеш? Барби. Да. Не го сака, че остави го. Саше е супер дечко. Остави го. Остави го човекот. Многу пати знае да каже дека сакаш и македонска музика, сакаш онака нешто изворно, нешто... Добро, се народна музика, сите си Да. ја сакаме и ја почитуваме. Нема веселба што не можеме, што можеме да ја поминеме без да слушаме таква И што музика. имаме некоја песна да испееме. Но има и музика која што ете така се ја слушаме и преку ден. Подинамична, тоа е екипова што е тука. Ако боли зап, не сака да Сладкар пее, уште сака да некој. пее, го боли зап. Модерен градоначелник Модерен имаме. градоначелник. Да, реално да. Инаку Саша го спомена в Кире, Владко ми е тука, маче да не се налути да го споменам и него, Ај, тој ми е мач. исто така еден од блиските Нели соработници. 15 минути, 7 Да. минути, 2 минути. А Така, кај Далибор беше тука? И Далибар, но Владко знае да се лути понекогаш и да споменува ако не го спомнам, така да А, добро, јавно познато признание Владко, на мојот Влачи соработник бекстејџа, Владко. бе, по црвене, види го, срце. Либеро Бенд, дали може некоја песна?
пратен глас од секаде до мене допира тој нежен глас. Повторно го пееш оној свој рефрен, косока моја со жолто нежен тен. Се за тебе знам, а ти не постоиш. Сакам да те допрам, во воздух трепериш. Тврда дека има некој живот друг. Дали јас и ти сме биле баш во таков круг? Ако можеш, прати ми ја Боже, или мене прати ме во тоа време. Само таа може да ми каже дали горе има нешто или лажеш. Ако можеш, прати ми ја Боже, или мене прати ме во тоа време. Само таа може да ми каже дали горе има нешто или лажеш. Никогаш во кина не сум патувал, а на зидот секој камен добро го знам. И на еден од нив стои сигурно, кој знае од кого мое име врежано. Ако можеш, прати ми ја Боже, или мене врати ме во тоа време. Само таа може да ми каже дали горе има нешто или лажеш. Ако можеш, прати ми ја Боже, или мене врати ме во тоа време. Само таа може да ми каже дали горе има нешто или лажеш. Браво. Македонија. Вие гледате новото издание на Вечер по 8 со Миро Кацаров, Марта и Тамара од Max Models. Добро Што сте вечер. убави? Добро вечер. Добро вечер на сите. Добро вечер на сите, кажи добро вечер. Кун, што прежи Како човек, сте? кажи добро вечер. Како се Местам, добро осигете? вечер, не знам дека нас никад. Дали сте добри? Ние сме одлични. Дали сте Мислам јас. расположени? Одлично. Малце еуфорија, новогодиш. Па Иван, па каков господин, као джентлмен си. Уј, браво. Што имате спремно? За вечерва имаме спремно некои интересни игри, како со прашања. Добро. И би сакале да започнеме прво со градоначалникот Орца. Одлично, односно, ја би ќе сакал. започнам. Првично, јас ќе кажам една реченица и вие треба да ја довршите реченицата Добро. од ваша гледна точка. Најмногу сум горд на Македонија. Македонија. Па каква политика, маже. Дајте ја заветна позадина. Најважната лекција која што сум ја научил е Дека нема ништо поважно од семејството. нема ништо поважно од семејството, браво. Ако можам нешто да сменам кај себе, тоа би било Фризурата, се насмеа Миро. успех за мене значи Семено исполнет човек и човек кој што дава се од себе за народот. парите се важни затоа што Па не се најважни парите. Ама мора, не, мора да ја завршиш реченицава, да. нема Парите се- бегање. Затоа што може да помогнеме на останатите луѓе. Океј. Легитимно. Најголем ризик кој што сум го презел е Најголем ризик. Сум возел повеќе од дозволеното. луѓето најчесто грешат кога мислат дека јас Дека пете во кампањата дека сум арогантен.
никогаш не би прифатил? Да бидам пратеник во собрание. Да, не сум го знал. И да не бев ова што сум, ќе бев Доктор. доктор. Браво за Добро. прашањето. Малкумина ова го знаат за тебе, Орц? Па средно завршив медицина. И јас забен техничар, ти? Да. Лаборант бев. Лаборант. Ти друго работиш, ја друго работам. Потенцијални мене, моите ме терат доктор да бидам, тебе, твоите? Па не. Имав крај братучет, видеа сега е дека се моментално доктор. Прв братучет ми е Игор Джиковски. И водејќи се од она што онете имаше љубов, можеби поголема кон медицината од мене. И пратеник Јас- дека не сакаш, не сум знал. Го избрав тој пат, да. Па за пратеник сум говорил и во други гостувања. Ја мислев ексклузива ми даваш, Орц. Да. Да. Не си повелете. го слушнал, господине Миро, се извинувам. Да. Повелете? Може да продолжиме со пајак. За пајак имаме спремено брзи прашања, односно или да избереш нешто и да дадеш образложение зашто. Суп. Пари или слободно време? Слободно време. Добро. Слава или приватност? Тешки И зошто? прашања. Слава или приватност, сега Па да. двосмислено е. Знаеш, со славата губиш приватноста, со приватноста нема слава како и да е. Така да се мислам дека во моментов ми фали приватност. Добро. Добро. Љубов или кариера? Љубов. Добро. Ризик или сигурност? Ризик. Патување без план или се однапред? Без план. Без план. Да, Да знаеш се или да имаш мир? да имам мир. Да се вратиш во минатото или пак да дзирнеш во иднината? Напред. Не, напред. Па напред, Чичо. најдобро напред. Напред. Ништо не би сменил реално. Да се. Па не ли што? Никогаш повеќе социјални мрежи или никогаш телевизија? Нема да кажеш телевизија, ќе ти скинам. Тоа социјалните медиуми тоа не Па да, ама абе не ништо ќе расипа бе тоа социјалните медиуми бе човек. Тоа јас- бракови растурија, тоа не е таму. Ама не е добро со притисок се. Не, нема притисок. Ова е сега со Јас сум само закана, сега, па не објективен. можеш Вие вака сте учени се. од други времења со притисок, не може така. Не, Не, ние говори сме- се демократско општество сме. ние. Искрено телевизија. Чекај. Демократ. Не ли сериозно тоа Инстаграмот малце? Сериозно, ама треба да дозволиш на човекот слободно да се изрази. Не би, ја не ќе да наметам мислење, туку сакам да кажам моето мислење. Извини, како беше прашањето уште еднаш? Никогаш повеќе социјални мрежи или телевизија? Телевизија. Добро. И Знаев дека не ме сакаш преку на Ке ми избркал за емисија. Брате, жив. и последното прашање, да простиш или да заборавиш? И Па, зашто? Да простам реално. Толку? Сам дека тоа. Добро, дајте. Дојте бе напло за вашиот моето пајаче, браво. Либро, дај. Пол. Тоа е тоа го сакам после секој одговор интересен и секој гостин. И последно, бидејќи два бона нели секогаш одат во пар, кој попрво би се изгубил во непознат град? Еј, многу јако. А усвари не, за Шо? такви работи може и да сум снаодлив. Ама сум позаборавен. Мене не ќе си изгубиам 100%. Ајде, Знаеш кај како мене вика? нека иде овој поен. Знаеш како вика тој струмица? Под далдистанс. Далдистан ли си? Се уште не разбирам, брат. Абе, замајан. Wing Chun Kung Fu. Абе, Ама ја мислам дека нема ни дискочи другиот брат, и седи у хотел. Има плажа. Кој плажа може да дискочи? добро. Добро, следно, кој прво би потрошил цела плата за глупости? Не прашувај зашто. Не, чекај, овој Супер си е. овој пошкрте за пари. Не бе брат, само он купува глупости. Ја не купувам. Чекај, сериозно, која глупост последна некој му е памтиш? Јас ќе ти кажам, се Со? враќавме од не знам кај беше од Варна, мислам дека. И како што застануваме на бензински, мора да си купи по нешто. Ќе види сет ножеви на бензинска да ги купи, формула, Не, да па реално купи, го- да. Па реално. И знаеш, може да се врати од Варна до Скопје со формула, со сет ножеви. Ништо не е поврзано. Да, нема врз. А од 2019 си купив еднаш две коли во месец дена. Какви Не знам коли, зашто. бре? Ме фати еуфорија. Какви коли? BMW. За возење? Да. Бе, тоа не е глупост. Па во вика ножеви ќе ти се купуваш две- бе сет. Што ќе ти седе другата ми седеше, ја дадов после тоа. Па на таа Тоа е пара глупост. што е правиш, ја би купил за коли. Не беа скапи тие.
Тие по спотови што ги имали, јели? А? Заебавам за Не, тоа, не викам знам. сега прашање, не пред 5 години. Ајде. Кој попрво би заборавил некој важен настан? Или некоја важна случување? Црна Или знам да 10 ги години за имам. мене, за што сме тргнали. Океј? Тони Бубалицата во екипа. Може да Не, поорганизираме сам. Бубалица ме направи. Поорганизираме сам. може да ни дадете некој пример доколку би сакале некоја случка. Па кога Кун би заборавил некој важен настан, бидејќи нели он Па не важен, нам обично си ги имаме поделено работите и он. Јас сум тој што повеќе преговара, разговара за све и го потсетувам. А он е повеќе на компјутер и продуцира музика. добро си имате баланс во односот. Океј. Кој прво би започнал расправија за ситница? Фикс. Кавгаджија се? Па не, ама краток фитил имам, знам така да... Импулсивен се? Нема Да, фитил. немам нема. фитил, него одма сакам све да... Повелете? И последното прашање, кој попрво би отишол да живее во друга земја и би оставил се што има тука? Дека би оставил све што има овде, не верувам ниеден од нас двајца. Ама мислам дека он би живел негде на море. Ја полесно би се прилагодил вајде надвор од Македонија, иако би останал тука цел живот. А кај сакаш да живееш така? Он кажа море, на пример, сакаш такви медитерански земји? Па јас сум човек што обожава, не знам како да ти кажам брат, нозете да му се у песок и у вода, цел ден можам тоа да го правам. Не ми треба ништо Значи поише. не би живеел у Ирска, у Шкотска, у Финска, у Норвешка. Не, Депресивно, ладно си. не за тоа. Што пајачето сака, ми кажеш Стрец? Што не дојдеш во Охрид? Имам Абе немате 500 камени, имате што да дом таму Охрид. Ја имам план да ти кажам, ако ќе направам 40-50 години, здравиот Боже, ќе ти дам. Комшија. Ако Сакам направиш Охрид студио, да ја живеам, ќе ти дам. озбилно. Може. Ти Орци идеш у Охрид? Не сум бил 2 години, да ти кажам, ама здравје, по лето ќе идам. Преубав е Охрид. Апсолутно. Мене ми е омилен град искрено, Охрид? тука у држава. Кај Пецако? Пецако? Кај Пецака, да. Пецако, да. Добро, дајте Либеро Бенд. Ви благодариме. Благодариме. Тоа е на тоа вас. од нас. Да, се гледаме наредната емисија. Се гледаме во Да. наредна прилика. Поздрав и Фала ви многу. до вас, Чао, до чао. Макс Моделс и до Ива, се разбира. Пријатна Браво, вечер. Ива Либеровен! Да ги поздравим моите спонзори без кои дефинитивно вечер по 8 немаше да биде во македонскиот етер и една од најгледаните емисии Земи пари, Петроил, Црво експрес, Аутове Ота, Джико, Игротека, Томи, ресторант Цезарица и морам да напоменам дека Фокабо се грижи за мене, а Промо Италија да бидам вака млад и да ви ги кажам овие чајви кои што дефинитивно се хит на пазарот. Ова е шарго чај кој што го има во Тобако Томи и е многу интересен затоа што е стик чај. Значи не мора да го чекаш, ова е стик, ќе го фатиш вака, ќе си го малце мешаш и оно си има дупчиња кај што тоа ќе си искочи. Гостите ќе земат по еден чај и ќе видат дека ова нешто ново на пазарот и како што кажав, хит. Дали верувате во магии? Не. Ти веруваш во магија? А некој да кажеш јас сум, некој овој брат магија ми направи, не можам да спијам, девојка ми ме остави. Ти Злато? Ќе ми треба. Ке ми треба магија. Не за да верувам те во таква. освојам Веруваме у магија ти во ке- музиката, може. Да. Музичка Абе магија, некој да ти Не, направи не, магија. Па на добро, тебе. се ако веруваш во таква, мора да веруваш во друга магија. Не верувам. Ќе видиш. Орце, веруваш ли у магија? Апсолутно не. А у- Верувам у Господ. А у бабини деветини? Сум помалку суеверен. И јас се плаша, ако има црна мачка, се бегате ли од патот, идете ли? Јас знам да се вратам нека тако имам битен настан. Така? Знам да се А нешто, например, кога ќе сте нерасположени, ќе кажете ли не јас сум урочен па да ви баат? Мене ми бај кумата. Да. Не, озбилно, на Гоче клик жена му. Вие Се јам имате куме, кажи на посебни кумето да методи, ми да. пова и она ќе ми бае. Стварно ми поминува. Може сум чалнат у главата, ми јас А зашто ти баја? А? Па нешто ми бае, ми паѓа дома енергијата кој идам. Истина. Ама ја не лажам, бре, човече. Не лажам. И стварно, ќе речам, Иван, јас сум истинен ко лимон, значи не ми е арно. Гледам притисок окей, гледам све и ќе ми побаат за 15-20 минути ќе се среди. Не лажам, Сам жена нека мајка. психа е тоа. Ајде, се до психа. И замор. Замор се вика тоа. Па, апсолутно замор, тачно на 100 места сме, динамичен живот, скупо бре, скупо мора да работиш по 2-3 работи да обстоиш.
Е сега кај нас во емисија од Америка директно во студиото на Алфа и вечер по 8 со Миро Кацаров гледаме недобриот магионичар Гого! Кај си Гого? Еј, од тука ми дојде. А ја ми са магија таму, слако е ово. 100 години се знаеме, 100 години. Што магионичаре? Здраво. Кај си бе Гого? Еве сум. Убито викат шо праишле? Шо пра, ништо не пра. Шо праишле? Дорече на сите, поздрав до бендот, поздрав до гостите. Не, ја до тебе вака, поздрав до сите позади камера што работат, нели? Нели? Ајде не таа. 25-ти кажа Миро. Да бре. 25-ти, да им посакам на сите христијани, католици Божик денеска. Тачно. Значи 25 декември и многу ми е мило што сум овде. Ама таму гледу таа камера. Кај да гледам таму? Таму, да. По 9 камери. Само 9. Ке се појави со магија таму. За денес, Таму е магија. за денес ќе направиме нешто интересно. Слушнав овде некој кажа не верувам, така да тешко тебе мали денес. И што сакам да кажам дека никогаш, знаеш, всушност ти знаеш дека јас никогаш не кажувам што ќе правам, затоа што не сакам. Плашиш вака ти магионичар. Не сакам гостите да знаеш што ќе правам. За да не се дека се договоривме. Треба да ми баат. И драго мое пучанство, што би рекол еден мој многу добар другар. Мило мое граѓанство, ништо не е наместено ова мисија, се надевам дека ќе уживате ова што следи. Кој е тоа Килипов Христов? Есте да. Да гледаш како Вака. погодиш. Ќе замислиме денес дека овој шпил карти не постои. И картите ќе бидат невидливи. Ќе играме со невидливи карти, ќе се вратиме у време кога сме биле деца, јас сум се уште дете, така да верувам во све и верувам во магија. Бидејќи за све што работите во животот е потребна магија. Може ли само момент? Што? Може два. Ја верувам у магии, у ваков тип на магии. Не верувам у магии дека некој може да ти пушти енергија да каже сега Тони ќе ја скрши ногата и Тони да ја скрши ногата. А не, па тоа не е магија, тоа е. Ама не, нели има вуду Он така ги магија? представи. Тоа е вуду, види, Он има така ги разлика. представи. Не, тоа се уроци на Има разлика, значи малце да не е вуду лоша магија, чисто да се разбере. Не, со кукли, нели ги бодат куклите? Тоа не е вуду. Тоа е филм. Тоа е обија. Тоа е филм. Тоа е филм. Сакам да Нема. кажам, ова е различно Јасно, од јасно. тоа. Ова е entertaining. Инаку вуду и обија се два вида. Ма не на мене, на на него му магија. кажу, он се многу А интересира. обија е таа што користи кукли, да не грешат луѓето. Вака сега ќе замислиме дека картиве не постојат, невидливи се. И ќе почнеме да си играме со картите. Ајде ти пајаче како најмладо дете овде на сцена, земи го шпилот карти и промишај ги малку картите. Земи да ги мешаш. Добре, од никој да не гледа. Јас се извинувам. Прво треба да ги извадиш картите од кутија, О, да. па после да ги мешаш. Дај ми ја кутијата, те молам. Да ти е Вака, тука. Ај сега мешај. Вака ли се меша со ракава? Па не знам како се меша. Лол. Не гледам ништо Добро. зле студиото. ги измешав. Извини. Нема Можеш и да ги жонглираш малце, покажи дека се сите карти различни на публиката. Добро. Гледај у камера бе брат, Па таму. не знам кај е камерата. Која камера? Девет има, Боси девет. гледам. Број која сакаш. Се вака расшири ги картите Расширени се. и понуди му на колегата твоја една карта, извлечи ја картата, те молам. Земи ја картата, супер. Пајаче, дете Јас мало, нови дај ми карти? го шпилот, те молам. Фала. Драги публикуме, драго моје граѓанство, овај шпил невидливи карти ќе влезе во оваа кутија тука. Забораив. Картите ќе бидат свртени нагоре. Нагоре ќе гледат картите. Добро. Епа, Немој да ми извадиш од... пола бон, еден бон уствари. Погледни ја картата. Немаш појма која е. Зашто гледаш во грбот? Гледај во лицето на картата, така. И кажи ми само едно прашање, дали картата е црвена или црна, ништо друго? Црна. Црна. Предај карта на другиот бон. Другар ти кажа дека картата е црна, но имаме детелини и имаме листови. Што е знакот? Лист. Лист? Добро. Значи, моментално имаме карта што е лист. Па, господине градоначалник, последната е ваша. Имаме лист. Ама имаме 13 листови. Кец, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, жандар, дама, крал. Господине градоначалник, што лист е во ваша рака? Седмица. Седмица лист. Добро.
свртете ја обратно седмицата да гледа надолу. И фрлете ја некаде во кутијата. Замислено. Very nice. Great success. Сега. King of the castle. Ја не се доближувам до кутијата, зашто треба да поминеме сега назад, да се вратиме во време што сработевме. Пајаче, дете мало, ти го промешаш пилот, нели? Јас го измешав, да. Така. Паја го промешаш пилот. Името, извини. Марио. Марио извлече една карта, ја го земав шпилот, го врати во кутија, шпилот е свртен нагоре, сите карти гледат нагоре. Марио кажа дека картата е црна. Тони кажа дека картата е лист и господинот градоначалник кажа дека картата е седмица. Значи заедно направивте една карта. Заеднички користевте имагинација. Значи од вашите мисли дојде. Дали воопшто нешто јас сугерирав во вашиот избор на карта? Дали ви влијаев? Не. Значи имаме седмица лист. Потоа ја земав седмицата и не ја земав јас, извинувам, градоначалникот ја сврта обратно и ја фрли во кутијата која што гледаат картите нагоре. Значи ако све поминало добро, драги публикуме, драго граѓанство, наш водител, една карта во оваа кутија би требала да биде свртена надоле. И тоа би требало да биде ке срце, нели? Седмица лист би требало да биде единствена карта. Пред да отвориме кутијата, пајаче, дете мало. Кога ги мешаше картите, дали ги виде картите? Дор ги мешаше? Не. Не ги виде. Што мешаше, бе, брат? Зашто мешаше ако не ги виде? Ги видов. Ги виде? Да. Добро. Па му ги покажа си него после. Драги публикуме, драги сите овде, нели? Ајде, пробај. Не таа. Дај. Време е да ја отвориме кутијата. Да, само што кажа пуси. Ајде, пробај, замисли си сами, едно парче, едно место. Не. Камери. Само една карта е свртена надолу. И тоа е. Немој, бе. Браво, мајсторе. Браво, публикуме. Седи тука, дојди. Чекај сега. Овај. Фала, моје драгар, граѓанство, пучанство. Твое граѓанство. Ова е тешко да го научиш. Чек, ова магија ли е, кажи ми ти, на мене се збуни? Ова е магија. Да? Ова има ги... Што е ова? Трик. Микрофон земе. Уште еден. Ова е една сфера во магионичарството што се вика ментализам, каде што менталистот, иако звучи дека е невозможно, ама сепак знае можеби да предвиди што ќе се случи во иднина. Страшно. Знае да ги прочита мислите на луѓето околу него и нормално можеби и да влијае на нивниот избор. Бидејќи да ви демонстрирам што се случи во целата ова прича. Носам црно затоа што со црната боја најчесто влијае на изборот на луѓето кога бираат карти. Втора работа, цело време мафтам со раката каде што на мојата рака имам тетовирано лист. Никој не ти го виде тој лист. Тоа е тоа што сублиминарно влијам на вашите мисли. Кога зборам, кога правам со рацете, цело време асоцирам, додека се движам со рацете, асоцирам непарни броеви. Каде што, ако сакам да влијам на тројка, ќе зборам цело време вака, ќе потенцирам вака, или може би се тоа го зборувам сега само за да ви дадам една лажна мисла дека све е изорганизирано од моја страна. Верувајте, не е, сепак е магија.
Браво, браво, дајте една аплауз за Гово, дајте една аплауз. Со Гово се гледаме и наредните изданија вечер по 8 со Миро Кацаров, додека во Македонија бидејќи работи и живее. Зошто ми го стои микрофонот, си нормално? Работи и живее во Америка, ве поздравувам. Да, Либеро Бенд, мислам дека сме до тоа ниво кога треба уште една точка музичка да направиме и продолжуваме понатаму со гостите и со нашите спонзори. Која е песна? Дишам, те заборавам. Седми ден вртам љубовен лист. Седма ноќ каде спиеш не помислувам. Седма ноќ не се јавувам. Недела тебе не те сонувам, не. И не, готово е. Цела недела име не ти спомнувам, не. И не, слушни ме. Цела недела тебе не те сонувам, не. И не, помина се. Цела недела животот го живеам сам. И сам пијан и млад успевам сите други да ги убедам дека сум љубел погрешно. Ама Бог тешко дека ќе го излажам. Знае тој дека бијам за нас. Недела тебе не те сонувам, не. И не, готово е. Цела недела име не ти спомнувам, не. И не, слушни ме. Цела недела тебе не те сонувам, не. И не, помина се. Цела недела животот го живеам сам. И сам пијан и млад. Готово е. Цела недела име не ти спомнувам, не. И не, слушни ме. Цела недела тебе не те сонувам, не. И не, помина се. Цела недела животот го живеам сам. И сам пијан и млад. Цела недела тебе не те сонувам, не. И не, готово е. Цела недела име не ти спомнувам, не. И не, слушни ме. Цела недела тебе не те сонувам, не. И не, помина се. Цела недела животот го живеам сам. И сам пијан и млад. Видно расположен, нова година 2026 урце. Дали како млад или како малци верувал Дедо Мраз? Па да, сите деца. Дали имаш некоја желба која што не ти исполната Дедо Мраз и дали некојаш си му ја кажал таа желба? Па може како дете. Како дете? Наверојатно за некоја играчка. Орце, ја мислам дека една од твоите наголеми желби беше градоначалник на град Скопје, ти си прв татко.
Си исклучително модерна личност која што верувам дека ќе направи тоа што сака да го направи, амбициозен, бидејќи те познавам и приватно и се надевам дека тоа што Грганите ти го дадоа, ти ќе го вратиш дупло повеќе. Пајаче, дали можеш на некој да му кажеш или на некој детенце ќе ти дојде ќе ти каже па ја Пајаче не верувам во Дедо Мраз, како ќе му кажеш да како ќе го убедиш да верува во Дедо Мраз? Па добро, како ме убедиле мене моите, така ќе пробам и јас него. Не знам, едноставно тоа е многу битно е да веруваш во нешто за нешто да ти се исполни, извини. Дали веруваш дека ќе бидеш толку голем на твои години, затоа што кај мене ќерка ми те обожава. И мора да се слика. Татко ми има 67 години, 59 ги слуша твоите песни. Жена ми кој се упознаваме те пушташе со она песна, која беше твојата лична карта на Макфес? Бела? Да, така тој пет. Така да има луѓе што од сите генерациите сакат, затоа ја кажувам тоа. Дали можеш да му кажеш на Дедо Мраз нешто што ти недостига да ти го даде? Во моментот, Ламбо. Не, као ти бре човеч. Во моментов сум реално пресреќен, со цела фамилија си сум во Охридци, ми се дојдени мојот брат, сната и внука ми, така да не знам што би посакал, само сакам да посакам на сите многу љубов, среќа и најбитното од се здравје. Кун, ако дојде Дедо Мраз од Лапонија, се симне преку оджакот кај тебе дома и ќе ти каже, имам 3 работи, кои што ќе ти ги исполнам, кажи ми ги кои се. Кои работи сакаш Дедо Мраз да ги исполни? Дали било за тебе, за твојата фамилија, за општеството, за светов, што би рекле манекенките, пис, мир у светот. Неколку пати ми имаат прашано која е мојата желба, така да, еве, ако тоа може да постои, би било бесконечно здравје. Сматрам дека оваа глава, овие раце и нозе се способни за све, така да освен здравје не ни треба ништо друго, барем мене. Тони, дали и зошто нема баба Мразица? Зошто има само Дедо Мраз? Не се Кај погодил. го најде прашањето? Сега ми Како да ти го одговорам, бе, брат? Жими се, сега ми текна си Ај, да знам зашто нема. Да, пак ми ја пушти Сашо, пак ќе добиам некои нови инспирација, нови прашања. Ај да знам зашто нема баба Мразица. Не, затоа што нели ги ние дискриминираме жените, нели они не се застапени во општеството, нели они се љутат, се су някакви Па дома. некад ни зоджак да се симна доста од поклон, ќе се Може испрња. да, може некела ни изоđe. Вигаш? Дедо Мраз, нема гајле ваљда? Вигаш? Јас сега ми текна, нема баба Дедо Мраз ќе се начука и се фрла ни изоđak, нема гајле. Орце, нова година на плошад Македонија. Дали си имал некоја желба каде што си сакал да ја чекаш новата година, изминативе години, а не ти остварена и сега ќе се оствариш во наредните години? Која е за тебе нова година идеална? Дали е таа нова година покрај камин, со фамилија, со дете, со црвено вино, со жена? Види, генерално за мене секоја прослава е убава кога се окружен со луѓето што ги сакаш. Јас за нова година ќе бидам на плоштад со моето семејство, но ќе бидам и со сите мои сограѓани. Така што не е важно каде, важно е со кого, според мене. Пајак, дали новата година е само една вечер за тебе? Па не знам. Не разбираш, затоа што може би ја новата година имам цели поставени 2026-та. И сите имаме такви цели како и да. Фала му на Господ, за мен 25-та беше една од најуспешните, добив дете, добив Живо и многу здраво. работи, убави у животот, така да мислам дека дај Боже на сите да се повтори мојата Дај Боже. година. Ви благодарам и наредните години, само да бидеме благословени од Бога и да бидеме живи и здрави. Мислиш дека Наредно 2026-та? уште едно. Доста е две, човек, па немам, Уште јас едно сум 40 наредно години уште. старство, немам живци, немам нерви од ведеца, квиче, плаче, сакам ова, сакам она. А не можам, стварно не можам. Доста се две. Ти, Кун, Што е? дали новата година ќе ти донесе нешто што ќе опосакаш сега ќе му го кажеш да Мраз? Што е тоа што ти недостасува? Па мислам дека наредната година ќе биде најуспешна наша година. Браво. Оваа до сега е, А викаше така за претходните? не. За ова ментално стање да го имам сега кој што го имам, требаше добри 3-4 години да се борам со многу несигурности што ги има. И сега не може да ме сруши ништо. Знам дека наредната година ќе е продуктивна многу. Тони, сме збореле мал милион пати у наше интервју, се бореш и ти, како јас со анксиозни, се панични напади. Го реши тоа? Да, фала му на Господ, веќе 10 години. Ти ги охрабриме другите дека треба јавно да говорат Зборев за пред тоа. некој ден баш за ова на еден подкаст. Истото што го кажав таму ќе го кажам и тука, да не се плашат да побараат помош, да разговараат на таа тема за тоа што може да му се случи на секого.
Најважно од се е да се разговара на таа тема, да не се избегава, да не се става под тепих, само со разговор поминува све. Иако нели нормално стручно лице да се побара помош или пак со најблиските. Ворце, има нешто што те нервира, што сакаш да го смениш реално? Затоа што многумина луѓе што те гласа и те идеализираат. Има нешто што сакаш да го смениш и да ги придобиеш оние кои што например не го дадоа гласот за тебе или што например кој што кажа апропо те мислат за препотентен, би сменил нешто во новата година? Види, фокус силен ми е сега актуелно загадувањето. Тоа е фокус секоја есен, секоја зима Така. и пролет во Скопје. И многу малку се обрнувало внимание во минатото и можеби ете преголеми се очекувањата на јавноста. Јас сум 40 дена градоначалник на главниот град и многу знаат често да го вперат и прстот, но тоа е нивно право и апсолутно се во право. Така. Затоа земајќи во предвид дека никој ништо не направил во државата, толку долго на нас ако гледаме. Така. Така што сериозен фокус тоа ќе ми биде во наредниот период. Браво. Покрај другите проекти и мислам дека овој народ заслужува далеку подобри услови од тоа што го живееме денес. Ќе дадам се од себе да ги поправам тие работи. Јас пред да те поканам во емисијата се слушнавме и ти кажав дека сакам и ме ќе вие чест задоволство затоа што си исклучително забавен и видео гледачи дека си нормален и дека далеку од политиката е тоа што на пресконференции седите или на дебатни емисии. Еј! Мојот брат, мојот штипјанец, мојот горд штипјанец, што си зборе штипски, да си збореш лично на увото да не ти е. Ја ти кажа. Пали глуп ке ме правиш? Не. Дај, Златене, ајде бе, шо прашање имаш сега за мене? Нема само математика, озбилно. Добро, нема. Ајде, кажи шо. Абе ти, Миро, за кој гласа, за Каја Шукова ли? Ди. А кој има таму? Кажи се. А кој ти го измисли ова прашање? Смислија ли ти го, не? Не можам да кажам, што би рекол градоначалникот, тоа е демократско, Ти суте па да домразам. Демократско. Падна, добро, отлично прашање, но нема да го кажам сега. Инаку веќе цела Македонија знае за кој сум гласал, очигледно е. Добро? А Миро, а татко ти колку години имаше? 59 е роден, тоа е 66. Или 67? Жувам те. Абе, што, сгреши бе, 66, 67, сгреши, фете преувеличувам, така и за мен. 67 има. Не бе, нема. Ама сега 2026 така има 67, 59, 67, да. И трето Он има имаш? 67. Има да, добро. И трето имаш? Епа не се вика 67. Како да се вика? 6-7. Браво, дајте равла за црна! 6-7, кажи ми сега ти кај ќе ги водите гостите? Чекай бе, што си ми дал честитка некој? Не, златно ма. Значи, Црво Експрес за вас, драги мои македонци и македонки, има одлични понуди за нова година. Тоест не е за нова година, новогодишно не е новогодишно, добро. Ова е за 5, 3 и 9, 3. Прага, Чешка република плюс Дрезден и Виена за само 169 евра. Можете да ги видите едни од најубавите градови во Европа. Да, 8 марта во Златна Прага, 2 ноќевања со појадок, посети разглед на Дрезден, сум бил секаде, одлични градови, интересни, факултивни, исто така прошетки, посет на Ескалибур Сити, посет изглед на Виена, одлично, значи Прага, Чешка република, Дрезден, Виена, 169 евра. И за 125 евра со Црво Експрес, со газдата, ти ли си шоферот? Да, немаш ти дозвол. На карневал во Венеција можете од 12.2.2026 до 16.2.2026 две ноќевања во хотел во Верона со 3 звезди со појад 125 евра. Џаба. Се гледаме наредната емисија, не? Ама со малце помеки прашање. Добро. Љубите, брат.
најубавите гости на едно место на најубавата телевизија Алфа со градоначалникот на Скопје или таткото на градот Орце Ѓорѓевски, Пајаче, двата бона кои дефинитивно утре ќе го раздрамат или ќе раздрамат арената Јане Сандански, недобриот бенд во Македонија, Либеро бенд. Така да, драги мои, верувам дека оваа енергија која што имавме во студио, успеавме некој да ја доближиме до вашите домови. Морам да си ги потенцираме за благодарам на моите спонзори. Земи пари, кои што се викаат земи си време, земи си пауза или земи си пари за сите оние празници или одмори кои што ви требаат. Многу едноставно, земи пари на zemipari.mk или ако те мрзи да сурфаш, земи си пари на телефонскиот број 13 515. Земи пари го има буквално на секаде во Македонија и секаде имаат филијали. Исто така Пет Ройл на топка, нашиот другар, најголем стрес, едноставно решение, регистрира возила, ако немате осигурувања и немате многу време, многу е полесно, кај Пет Ройл се на едно место, брзо, лесно и едноставно без стрес, убедливо најповолен технички преглед, брокер кој брзо и лесно ќе ви понуди осигурување за вас и вашето возило. Заврати 077677776 и течаста 10 литри гориво. Црвел експрес, како што кажав, дефинитивно на добрите понуди. Автовелт, моите спонзори кои што возам и автомобил таму или кола, нов Мерцедес, малку километри, баба го возила, нема врска тоа, Автовелт во Кочани, ти нуди гаранција за сите возила, одлични, сигурни возила. Најважно е тоа што имаат и стара за нова и ако немаш пари, имаат и рати лизинг. Аджико, студиото, драги мои македонци, од Аджико. Аджико го има во Штип, го има во Куманово, Гевгелија и Рамстор во Скопје. Сите овие Джиджи, Миджи, Елки од Аджико, од мојот Мики Аджико, Игротека Томи и Тобако Томи во кисела вода, нашата матична и ваша кисела вода, која што има најдобри реквизити за помладите, и ресторан Цезарица, кој што имаат убедливо најдобра храна и се наоѓаат во Илинден, а за нова година е таму Ален Хасановиќ. Орце, како што кажа, ти влете Нино Величковски у емисија, како што кажа, 4+4, помалку не признава. Здравје, Боже. Озбилно ти кажувам, знаеш дека све си кажав, ја за дома си кажав, за квадратурата не ова. Така да верувам дека граѓаните ќе го препознаат твојот сенс. Да сработиме прво, како пишал Господ. И ти благодарам што ја прифати поканата, бидејќи си многу зафатен, имаш многу проекти. Знам дека моментално е во ек тоа што е загадано и се бориш, беше на состаноци пред да дојдеш. И разбирливо и верувам дека ќе најдеш решение. Пајаче, злато мој, чекај да те видам. Ако не се сликаш со мија, ќе ти скинам колис хартија. Знаеш како се скина лист хартија, вака да ти кажам. Да знаеш. Тука е? Не е тука. Треба прво вие двајца Батковски да ги пројдеш. Кој? Да го скинеш него. Да. Ама гледа по мене кој ме брана. Па не знам чи брате боиш. Кажи нешто бе, Орце. Види се, прво Нема, тука сме сами, нема. батињава ми се деца од мало. Патињава? Види ги моите, види поротата од зади. Ајде Либеро бенд, дајте. Ако сакаат ферка, Иво. Како мали ја правев ферка, тоа си го кажав. Си кажав ви дека ферка сум правил како мало. Мала шала, овде сме љубов да шириме сите, нормално. Дечки, уште многу години да сте прво вака убаво облечени, со најубавите песни од вашиот жан. Јас знам да си ги пуштам и ви пуштам рилсови, нели сториња, кога ќе се направам магија, јас сум рапер, два бона ми се другари, ќе се пофалам, знаете, така да си останете вакви како што си, да не се менувате, затоа што сте едни од најдобрите во Македонија. Фала ти, брат. Вам, драги мои, ви посакувам убава, пријатна вечер со програмата на Алфа. 25 декември, уште само неколку дена до новата година. Нека новата година ви донесе многу здравје, среќа и радост во вашите домови. Нека биде подобра од претходната, да се сакаме. Таа емпатија што се почесто е меѓу луѓето да ја заборавиме, тие фрустрации и каприци да ги оставиме на страна и да гледаме да бидеме секој ден подобра верзија од самиот себе. Кога ќе бидеш подобра верзија од самиот себе, онда ќе ги разбереш и другите луѓе околу тебе и сите оние убави работи кои што ќе те следат и кои што ќе ги добиваш, ќе ги шириш со останатите. Нема да ги мрзиш и нема да завидуваш на нечи успех, а тоа е најважното. Јас сум вашиот домаќин Миро Кацаров, ве оставам во пријатно расположение и нека новата година ви донесе се што ќе посакате.
Ви благодарам уште еднаш. Ве поздравувам во следната нова 2026 година. Либеро бенд!